Господине Трајковски, еве конечно после неколку децении забележуваме одредени активности околу обнова на Соколана, што навистина е радост за сите љубители на спортот во градот, а вие како поранешен кошаркар, сигурно овој момент за вас значи многу во животот, бидејќи вие овдека ги поминавте буквално најубавите години во животот. Во секој случај, многу пријатна и убава работа за град Куманово, за сите нас кои ја знаеме традицијата и постоењето на овој објект кој е со голема важност за нашиот град. Соколана конечно успеа да дојде на ред, да биде малку реновирана, да се дотера во старото руво од години со години, што ништо не е тука направено и преземено. Во секој случај да заблагодариме на градските структури, на градоначалникот, ветувањето што го дадоа дека ќе преземат мерки да се овој објект кој има културно, историско и спортско значење за нашиот град ќе биде ставен на дневен ред за да се реновира и да се обноват некои суштински елементи за да постои како Соколана. Објектот со години не беше ништо тука преземено. Еве сега гледам тука почнува да се работи, што е за пофалба и се радуваме во секој случај барем да се врати стариот сјај на објектот Соколана. Не само на објектот Соколана, туку и на пропратните игралишта кои се надвор. Тука е тоа ракометното игралиште кое ќе биде и за мал фудбал и нормално кошаркашкото игралиште кое беше тука, но со ток на времето е револирано, нема ништо од игралиштето, нема кошеви, нема ништо. Еве, ќе дојде тој ден кога Соколана ќе се врати во стариот сјај. Се предвидува тука да има и спортски музеј за сите спортски великани на нашиот град и на државата. Што за вас тоа ќе значи лично еве како дугогодишен ас на кумановската кошарка? Ја не знам каква е концепцијата за внатрешниот дел на објектот Соколана, во секој случај тоа е добра иницијатива да се направи еден музеј каде што ќе бидат опфатени сите спортови, претпоставам дека ќе биде спортски музеј, каде што ќе бидат опфатени сите спортови во овој град кој што има голема традиција, не само во фудбал, кошарка, ракомет, бокс, гимнастика, значи има што да се прикаже и што да се покаже. Иницијативата јас ја поздравувам и пожелувам да се тоа реализира и што во поскоро време да видиме и ние како град Куманово со нешто да се пофалиме. И за крајот уште едно прашање. Има иницијатива на одредени спортисти кои посакуваат кога ќе се објектот врати во стариот сјај да дојдете вие кошаркарски великани од Куманово, да фрлите во една топка во обрачот и да се потсетите на сите оние прекрасни моменти. Во секој случај тоа нема да биде проблем, не зависи од нас. Во секој случај тоа е убава иницијатива. Ние стоиме тука ако можеме и колку можеме да излеземе во пресет, па сега како ќе биде, што ќе биде, оттон потом што викат србите. Господине Величковски, како дугогодишен спортски работник од нашиот град и поранешен ракометар, еве тука се наоѓате, како што го викаат кумановци, храмот на спортовите. Конечно ќе започне обнова на Соколана. Вие како спортист, како граѓани на Куманово и како дете од Соколанска мала, веројатно имате малку возбуда. Добар ден до вашите гледачи и до сите граѓани на град Куманово. Од оваа вест што ја слушнаме за обнова на овој спортски храм, икона на град Куманово, морам да признам дека доживам некоја возбуда, некои емоции ми потера. Еве почнаа работите и мене, искрено да кажам, ме радува. Како вие памете Соколана еве после толку години и децении? Па јас како соколанско дете што се вика, бидејќи сум роден тука во близина на овој објект, прекрасен објект што го гледаме ние. Долгогодишни моменти и спортски, и културни, и забавни доживувања, бидејќи овој објект овде и овој двор стварно беше храм на спорт, на култура, на забавен живот на граѓани Куманово и пошироко. Колку е вистина што кажуваат постарите жители, велат младите соколанци и другите кумановци од раните утрински часови доаѓаа овдека и наоѓаа секој на свој начин место за спорт и за забава. Точно. Тога се живееше, како да кажеме, романтично. Ние млади овдека наоѓавме своји моменти
Некои се бавеа со ракомет, некои со кошарка, некои со бокс, некои со джудо, некои со карате. Овдека се одржува игранки, се одржува матинеа. Имаше кошаркарски турнири, имаше ракометни турнири, имаше разни манифестации, се одржува, организира дочици на нови години. Имаше овдека внатре во Соколана се организираше и ловечка забава. Така да овдека целиот тоа време, целиот културно забавен животот на град Куманово, на граѓаните Куманово се одвиваше овдека во овој храм и надвор од него. Кога ќе повлечеме една црта и ги направиме еден генерален заклучок, каква е улогата на Соколана во развојот на многу генерации од Куманово и воопшто за целокупниот живот во нашиот град? Па Соколана како објект, како спортски храм беше една отскочна даска на многу млади луѓе на овој наш град. Тука во млади години почна да се формираат гимнастичари, боксери, джудисти, каратисти, кошаркари, пинг-понгари. Тука се одвиваше спортскиот живот на град Куманово. Мали спортови овдека се развиваа. Тука се собираа младите, машка женска конкуренција, пионерчиња, сениори и после израснаа во прави спортисти. Може да се каже тоа време Соколанска мала беше расадник на таленти во разни спортови, поготово кошарка, ракомет, бокс и други мали спортови. Има една синтагма која многу кумановци ја кажуваат постојано, а биле активни во Соколана. Велат Соколана ни беше не само втор, него и прв дом заедно со собствената куќа, што велат, така да цитирам. Колку има вистина во тоа? Тоа е голема вистина. Секој граѓанин кој сакаше да спортува, кој сакаше да има забавен живот и културен живот, наоѓаше секое слободно време го користеше во Соколана и надвор од Соколана и во Соколанскиот парк. Тука се одвиваше културно забавен живот. Тука имаше игранки, тука имаше турнири разни во разни спортови, манифестации. Едноставно кажано романтично живење. И за крајот, последното прашање, овдека на ова игралиште прекрасно се одржува оние незаборовни ракометни турнири кои има мото турни на збративени градови. Велат со музика, со песма, со спортување, со другорување, тие турнири оставија траен белег во развојот на кумановскиот ракомет. Точно. Тоа време кога се одржуваа тие ракометни турнири на збративени градови на град Куманово, тоа беше празник за ракометот во Куманово и во Република Македонија. Тука доаѓаа екипи од збратимени градови на град Куманово, како што се Панчево, Горњи Милановац, Косовска Митровица, Лесковац, Никшиќ, Вараждин. Едно 4-5 години се организираше тој турнир во машка и женска конкуренција на задоволство на на многобројна публика. 3 дена беше празник на спортот во град Куманово. За жал, после 4-5 години од непознати, не знам од кои причини, се прекина таа традиција, после некој време пак почна. И морам да кажам со задоволство дека стварно овој терен овдека што сега е во реновирање, во изградба, беше центар на ракомет во Република Македонија. Како вие доживувате Соколана, еве да кажеме за 6 до 7 месеци или можеби за една година, кога ќе го видиме стариот блескав сјај нова спортска убавица? Па со нетрпение очекувам да почнат работите и да се завршат работите, бидејќи ова е повеќе деценијски проблем на град Куманово. Напоменав дека овој објект е икона на град Куманово. Храм на спорт и на културно забавен живот на град Куманово, на младите и на постарите. Затоа, уште еднаш, ќе кажам, ме повлекува емоции и со нетрпение чекам некогаш да се заврши и со задоволство да влезам внатре и да се подсетам на оние стари добри времења. Ова што го доживуваме сега ние постарите, кои сме провеле многу години, не се знае кој повише од кого, во Соколана,
ovo je nešto, evo svega se ježam cel od radost što naša Sokolana ke se rekonstruira. Ne sme sreći, presjeći sve, ne može to sa zborovi da se kaže. Naša Sokolana ke se rodi kako bivša Sokolana, možda pomal sjaj, ama ne verujem, svega ima mnogo poveće da se napravi, za da ta stvarno bide bivša ju, togaž beše jedna, i сега ќе биде перфектна сала во која најверојатно ќе спортуваат некои наши деца, внучиња, правнучиња, ќе спортуваат. Вие како гимнастичар паметите овде ка многу убави моменти, ова сала беше доста интересна, преку целиот ден имаше активности, прекрасни настани, вредни професори. Така е. Ние имаме педагози кои вределе и вредат секогаш во наши очи и мисли за најдобри луѓе во Куманово. Тие никого не отфрла кој сака да спортува. Никога, што не е можно да се случи. И за крај последното прашање, како ја замислувате ова убавица, кога еден ден ќе што велите ќе засија во стариот сјај, ќе ги отвори широко вратите и на некој начин ќе ги разголи душата и срцата на сите генерации овде. Како вие тој момент го замислувате? Па, многу едноставно. Кога ќе ја видиме Соколана завршена, значи спољашен дел, внатрешен дел, игралишта, па не ни треба ништо друго освен наша Соколана да си го врати сјајот. Колку ќе има посетеност, сигурен сум дека Кумановци напоменувам, па пола Куманово ќе доаѓа кај нас. Прво, гледаме дечиња овие наши млади, мои деца, на други Кумановци деца, абе сите некако нема афинитет за спорт. А во кафиќи се ден и ноќ, или ден и ноќ се на компјутер. Ке почнат да ги менуваат тие нивни навики, бидејќи се млади, и ке почнат да спортуваат. Оние спортови кои ќе ги има по Соколана. Така да, наша убавица има да биде нова, јас сум пресреќен што додека сум жив, сум дочекал да се направи Соколана и около Соколана, мислам на игралишта. Сигурно ќе има обезбедување тука, бидејќи тоа што ќе се направи многу лесно се руши, но да се направи требаат многу средства и разбирање кај властите. Сега имаме разбирање од сите власти и еве, тука сме, Соколана почнува, чим има почеток, има и крај. Така да ќе доживиме во наредни 4-5 месеци сигурно Соколана да блесне, а покрај тоа во ова Соколана, знаете и сами, ние со ракометарките се гледавме, најповеќе женски, абе од тука се направија склопија бракови, многу бракови се склопени овдека во ова Соколана. Кај нас секоја игранка кога е била, тоа не може да фрлиш бе игла да падне доле на земја. Многу луѓе, навала, и замислите, тоа беше, Куманово тогаш беше 16-17 становника, а сега е 120. Многу години не ни дозволија, не најдоа средства да помогнат ова да се реновира и да од тогаш па млади деца почнат да спортуваат. А ние постари колку можеме, ако сме живи и здрави, ќе помагаме. Јас сигурно нема да седам дома, сигурно ќе бидам тука во Соколана. Соколанска мала е мала од највише учесници у било кој спорт. Дали е тоа фудбал, дали е мал фудбал, дали е кошарка, машка и женска екипа. Знаеме ние и за женска екипа, бе, кога ќе дојде топка кај ова наша работеше во Житомен, продаваше шипевица. Кога ќе дојде кај неа, абе, чим ќе го земе кош обавезно. Порано не се броесва тројки. А она немаше да направи промешај. Абе, луѓе си ја сакаат Соколана и сега ја сакаат и пресети ќе бидат што ќе се реновира. Благодарам и многу посакуваме тој момент да дојде со поврзо. Фала многу, а тоа е сепак најзаслужно потик вие направивте новинари, поточно ти Марце направи да се почне, да се размислува и на крај да финишира со нешто најубаво за нас Кумановци, да се доделат средства и да почне Соколана да се гради.